Беше тоа на 26. август 1071 година, кога во битката кај Манцикерт меѓу Византија и Селџучкиот султанат, византиската војска доживеала срамен пораз, а царот Роман IV Диоген бил заробен. Беше тоа на 26. август 1922 година, кога турската војска, предводена од Мустафа Кемал Ататурк, почнала офанзива против грчките сили кај Измир, која доведе до целосна загуба на грчките територии во Мала Азија и иселување на околу 1 милион грци од Турција. Беше тоа на 26. август 1945 кога во Битола бегалците од Егејска Македонија излегоа на протестен митинг со барање да престане теророт и прогонот на македонците спроведуван од страна на грчките власти. Беше тоа на 26. август 1972 кога се отворени 20-тите Олимписки игри во Минхен, Германија. Тие во историјата останаа засенети поради нападот на припадниците на организацијата Црн септември врз Олимпиското село и убиството на 11 израелски спортисти. Беше тоа на 26. август 2001 година, кога во воениот конфликт со експлозив е кренат во воздух и целосно разурнат мотелот Бриони, лоциран покрај реката Вардар во близина на селото Челопек, Тетовско. На 26. август 1896 година во Штипско Новосело е роден Иван Ванчо Михајлов. Од 1910 година тој бил ученик во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. По завршувањето во 1915 како одличен ученик му било предложено од страна на Српското министерство за просвета да го продолжи своето образование како стипендист во кој сака универзитет во Европа. Михајлов одбил и за време на Првата светска војна бил бугарски чиновник во Штипската општина, а во 1918 година за кусо време пристапил кон бугарската војска. По Солунското примирие ја напуштил армијата, а во 1919 се запишал на правниот факултет во Софија. Истата година бил привлечен во редовите на ВМРО од страна на Тодор Александров во задграничното представништво на организацијата. Во 1920 бил еден од основачите на Македонското студентско друштво Вардар и прв негов председател. Иван Михајлов од официјалната македонска и комунистичката бугарска наука се смета за најцрна личност во историјата на македонското револуционерно движење. Според комунистите, тој бил човекот кој преку ликвидирање на највидните македонски револуционерни дејци успева раководењето на ВМРО да го предаде целосно во рацете на бугарската фашистичка клика. Михајлов е заслужен за убиството на десетици македонски и бугарски комунисти за време на така наречените горноџумајски атентати. Во музеот на македонската борба во Скопје се наоѓа и восочна фигура на Ванчо Михајлов. На 26. август 1904 година во Скопје е роден Томо Владимирски, македонски академски сликар и сценограф. Уметничка школа завршил во Белград. Од 1929 година работи како сценограф во Македонскиот народен театар во Скопје и во други театри во Македонија. Во сликарството мотиви му се луѓето, историјата, пейзажи на Македонија. Умре во Скопје на 14. септември 1971. На 26. август 1910 година е родена мајка Тереза, католичка калуѓерка, добитничка на Нобеловата награда за мир, прогласена за света од Ватикан. Таа беше скопјанка која по големиот дел од животот го помина во Индија.
Tereza počina na 5. septembri 1997. godina во Калкута, Индија, a papata Jovan Pavle II процедурата за беатификација ја почна 1 година по незината смрт, а не како што било вообичаено во минатото, по 5 години. По беатификацијата на мајка Тереза, која на 19. октомври 2003 година ја изврши папата, таа ја добива титулата Блажена, која носи се до незиното прогласување за света, кога католичката црква официјално утврди дека има изведено и второ чудо. Папата Франциск ја канонизираше мајка Тереза на 4. септември 2016 година на плоштадот Свети Петар во Ватикан, пред десетици илјади луѓе, меѓу кои 15 службени делегации, 1500 бездомни лица од цела Италија. На 26. август 1944 година на Кајмакчалан во борба против бугарската војска како комесар на батальон загина Естреја Овадија со партизанско име Мара, народен херој на Југославија од Македонија. Естреја Овадија Мара е родена во Битола во 1921 година. На 26. август 2001 година врзани со динамит околу телата беа најдени починати двајца чувари на објектот на мотелот Бриони, кој настрада во експлозија во воената криза 2001. Тоа беа Боге Илиевски и Свете Трајчевски.